Бидејќи до сега не бев повикан од обвинителството, се што знаме е тоа што беше испратено до медиумите, ви исказ ке дадам пред медиумите. Прво сакам да се заблагодарам на сите колеги кои дојдоа да го поддржат овој протест, бидејќи овој протест не е за мене, не е за Инфомакс, овој протест е за сите нас од фелата, кои што сакаме да работиме честно и достоинствено онака како што ни доликува. Тука на овој протест денес видов луѓе кои што беа кои што се остри соперници, меѓутоа застанаа рамо до рамо солидарно да ги брана слободата, да ја брана слободата на говорот. Сакам да кажам дека овој не сакам да должам многу, сакам само да кажам дека во моментов се врши претрес во редакција која е исто така опозицијски настроена, критички настроена за текст за истражувачка историја. Затоа би сакал да оставам малку повеќе простор за нив, заради тоа што притисокот кој што се прави е веќе неподнослив. Мора да се каже еднаш, мораме да застанеме сите заедно солидарно како колеги да кажеме доста е на сите овие притисоци. Се надевам дека овие апели и апелите на сите колеги кои што пишуваа во изминатите 2-3 дена ќе стигнат до обвинителот Јовевски, до премиерот Зоран Заев и до сите надлежни за црнилата, како што кажа колешката Ивона, црнилата во кои што се наоѓаат медиумските слободи во Македонија. Не за официјално поддршка, не видим. ЗНМ имаше реакција, соодветна реакција имаше ЗНМ, исто така и ЗНМ како и МАНИ, сите други здруженија меѓу кои Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги го повикаа обвинителството и судот да го отфрлат обвинителниот предлог затоа што со тоа се загрозува дополнително медиумските слободи. Уште едно прашање за Александра. Кој според тебе според вас е пораката што обвинителството сака да ја испрати кај новинарите со овие поставки? Сакаат дефинитивно апсолутно оваа порака е да се замолчат новинарите, да се замолчи слободната мисла, да се укине слободата на говорот и секој оној кој што ќе помисли да ја критикува оваа власт, да го критикува овој правосуден систем кој што тоне во корупција. На сите индекси правосудниот систем во Македонија е на дното, да не се пишува за него, да не се откриваат аферите, да не се зборува за тоа колку се они корумпирани и дали се корумпирани.